Кога ќе се прелиста граматиката на Крума Кепески, ќе се забележи дека всушност оваа граматика представува алка меѓу оние јазичници и граматики што се пишувале во 19 век, како на пример слогница речовска од нашиот Ѓорѓе Апулески, и оние современи граматики кои што почнаа, односно кои што се пишуваа во втората половина од 20 век. Зошто го велам ова? Повторно ќе ми дозволите. Значи ќе кажеме кога ќе се прочита дел сам на самиот вовед, нели, од граматиката на Круме Кепески, ќе се забележи следново. Прашање: на кој јазик зборуваат Трајко и Ордан? Во ова сочинение Трајко и Ордан зборуваат на македонски јазик. 2. Ами од која народност се тие? Тие се македонци. Што е народ? Народ се вика и така натаму. Значи, со ова автоматски се гледа јазичниот израз на професорот Круме Кепески, кој што наликува многу на оние јазични изрази од 19 век. Меѓутоа, од друга страна пак, оваа граматика влегува во современите граматики. Зошто? Затоа што всушност сметаме дека оваа граматика представува импулс од која што понатаму се развива целата македонска, да речеме, научна публикација. Оваа концизна граматика Кепески ја направил наменски, затоа што самиот, како што вели, бил гимназиски професор и согледал како учениците се борат со писменоста, нели, за да се описменат, и тој сметал дека ако состави една ваква куса граматика и концизна со нели определени правила, дека полесно ќе се усвои стандардниот македонски јазик. Во таа насока можеме да го вброиме, значи, Кепески во првите македонисти кои што се вложи во нашиот македонски јазик, и секако сметам дека овој труд 1946 година кога е испечатен има уште една символика. Во истата година е испечатена и книгата за македонските работи, фототипно издание од Крстен Мисирков, нашиот патрон. Значи, таа година всушност е значајна воопшто за развојот на македонскиот јазик.